Време е да почнеме да говориме за општина Ново село, бидејќи граѓаните заслужуваат да знаат кого плаќаат и каде одат нивните пари. Општина Ново село за време на целогодишна пандемија не донесе ниту една мерка со која ќе го унапреди здравјето и ќе ја подобри заштитата на граѓаните од пренесувањето на коронавирусот. Единствениот проект со мобилно амбулантно возило, кој имаше шанса да даде некаков придонес, се компрометираше преку појава на скандали и сомнителни измени во чинењето и времетраењето на проектот. Општина Ново село не донесе ниту една вонредна мерка за претрпените економски штети врз бизнисите на незините граѓани. Наместо понуда за алтернативи за економска екзистенција, едукација или социализација, во општината за време на пандемијата останаа да работат само казината и обложувалниците. Од општина со најголем потенцијал во источниот регион, која граничи со две држави од Европската Унија, после 4 години власт на СДСМ, општина Ново село е маргинализирана и се споменува заедно во групата на Грчец и Арачиново. Наместо давање можности за укрупнување на земјоделски земјишта за поисплатливо производство на земјоделците, општина Ново село врши промена на урбанистичките планови за возможување посеви со марихуана, кои воглавно се во собственост на поранешни или актуелни членови на локалното раководство на СДСМ. Еминентниот магазин Гласот на Америка во својот извештај преку глобалната иницијатива за транснационален организиран криминал го анализира нелегалниот пат на дрогата и како посебен регион од интерес е издвоен источниот дел на земјава. Ова е еден мал вовед во тоа што се СДСМ преку своите градоначалници и совет е способна да уништи на локално ниво. Ваквата перспектива внесува повеќе страв наместо оптимизам кај родителите чии деца треба да растат во ваква средина, зад предприемачите чии бизниси треба да се развиваат и за обичниот граѓанин чија екзистенција зависи од желбата на некој локален политички моќник.